Почитувани гледачи, вие гледате рубриката Нашите градини. Ова е нашата прва градина од серијалот кој оди во 2013 година, а наш денешен домакин во оваа прекрасна рубрика е господинот Боби Величков. Интересно за оваа градина е што оваа градина се наоѓа меѓу зградите во населбата Ново Лисиче и фактички тоа е една оаза во една урбана средина каде што секаде наоколу има бетон, во една малечка ваква градина од некои си 70 на 80 квадрати, на вистина е прекрасна гледка, а за тоа највеќе е заслужен господинот Боби. Боби, што ќе ни кажете за оваа градина? Од кога е оформена? Колку години веќе работите на оваа градина? Веќе 23 години сме тука. Од почетокот почнавме нешто да градиме сами. Покасно ја менувавме према можностите да дојдеме сега до една, ми се чини, една виша целина, која успеваме со сопругата да ја одржуваме сами. Дали една ваква градина изискува многу време? Дали треба да бидете посветени многу време? Бидејќи гледам дека имате многу врсти на цвеќиња, кои некои гледам имате некои врсти кои веќе се стари скопски, да ги кажам, врсти што биле омилени уште од времето на овие простори, меѓутоа во модерните градини ги нема, а вие ги имате. Дали значи таа љубов према цвеќето на некој начин прави да имате вакви интересни видови на цвеќе во вашата градина? Љубовта кон цвеќето е уште од детството, од родителите, живеат во Ѓорче. Имавме градина во дворот. Остана тоа љубовта кон цвеќето и продолжува. Цвеќиња некои што сум ги чувал и сме ги имали уште од детство. Љубовта по нив останата ден денеска. Успеваме некои да ги сочуваме, некои мораме да ги купуваме секоја година. Нешто набавуваме од пријатели и така. Имате разни врсти на цвеќе кои во зависност од годишното време, на пример раната пролет па се до доцната есен, цветат, така да можеме да кажеме дека ниеднаш они не цветаат сите заедно, меѓутоа секогаш, бидејќи изборот на цвеќето ви е таков, секогаш имате по некое цвеќе кое прави колорит во оваа градина. Дали изборот на цвеќињата е од искуството што го имате, бидејќи рековте дека од самото детство, или по некој случаен избор така сте ги избрале да цело време градината ви е цветна? Па и малку и од искуство и прво што гледам, за да има цело време некоја цвеќе, садиме наизменично, почувајќи од октомври со љубичиците, покасно почнува да цветаат ладиња, зумбули, сега топ карамфилот и кринот, имам бугенвили, покасно почнува хибискусот, сарделите цветаат цело време, па по нив почнуваат хризантемите, значи на некој начин имаме од рана пролет до касна есен. Секојаш некој цвеќе цвета. Посебен драж на оваа градина даваат и патеките кои се иззидани од природен камен, направени се од природен камен, иако сме сведоци на бетонската и бекатонската џунгла околу нас, и сепак на волку мал простор направени се неколку патеки кои ја поврзуваат градината и кои на вистина по својата боја и по својата форма даваат еден посебен украс на оваа градина. Кажете ни нешто повеќе за изборот на каменот за оваа патека? Изборот беше на градителот. Мора да го поздравам Мите, кој целиот двор што е направен со камен, фонтаната и патеките се негов избор. Бидејќи има проблеми со рампата през града, морав да отворам двес и да направам патека, и тој ми помогна со изборот на каменот за да го вклопиме во дворот. Затоа што јас за бојата и за тие работи многу не се разбирам.
се покажа дека многу убаво се вклопи со цвеќе. Еве еден поздрав до Мите, иако јас не го познам. Честитки за неговата мајсторија. Гледам една прекрасно направена жардинјера. Ова позади исто фонтана е производ на Мите, пријателот на Боби. Тука имаме и еден миниатурен алпинетум во кој гледаме дека доминираат љубицичи во повеќе бои, кои исто така Боби ги одржава, има кринови, има кали, прекрасен балкон со опшиен со пузавици со различна боја на цвет. Нешто повеќе за нив да ни кажете? Се работи за неколку вида на бои на клематис. Има неколку вида на бугенвили, моментално цветаат само пузавици, за другите цветаат покасно. И така. Сардели. Кога разговараме за цвеќето и овие растенија, значи овие туи елводи што ги имате посадено во градината, и тие си имаат своја улога, со тоа што нели нивната сенка некогаш придонесува да јакото сонце не ги изгори, значи цвеќињата. Со тоа можеме да кажеме дека сепак вашиот избор на цветниот расад и на растенијата е одличен, затоа што сте направиле една таква комбинација на сенки кои нормално во одреден ден на денот ги штитат цвеќињата. Кажете ми нешто повеќе за наводнувањето, како ја наводнувате градината? Па сами имаме од водовод со прскалки. Некогаш зависи рачно каде што не може со прскалки, со црево. Кога за вас градината представува најголемо задоволство? Дали е тоа во раната пролет, лето, есен? Па да ви кажам, цело време. Почнуваме од октомври со љубичиците да ги садиме. До март месец на некој начин акционираме. Од март месец веќе почнува оживува се. Значи, март, април најмногу набавуваме цвеќиња што се садници за низ двор. Сето друго го чуваме во пепларникот тука, за да презими. Тогаш најголемата работа е за да се оформи пак повторно дворот за да живее. А покасно времето ќе го прави своето, некаде јуни, јули, август. Многу од цвеќињата за жал се губат високи температури. Останува она што е само дрвенесто растение, хибискусите, бугенвилиите. Тогаш почнува и патијата, овде е северна страна, тука може да преживеат. Бегониите веќе почнува да се губат. Климата е многу лоша во Скопје и секој цвеќе не може да обстане. По вас, кој е најидеалниот период кога вашата градина е во топ форма? Најмногу во април месец и некаде во септември. Тогаш, значи... Да, значи кој ќе поминат причините на почеток во април и бидејќи садиме многу љубичици и другите цвеќиња тогаш цветаат, има многу цвеќиња што цветаат. Април, мај, покасно веќе тие поминува за дека се оформи повторно. Поминува неколку месеци, значи во септември е исто пак прекрасно. Бидејќи сте човек со посебни потреби, нормално судбината била таква како што била, а гледаме една прекрасна градина што е уредена од вашите раце. Што можете да кажете вака за тоа, дали представува голема потештотија одржување на една ваква градина и што можете да дадете како препоратка на луѓе кои нормално на некој начин се ограничени во некои своји способности? Одржување на ваква градина во секој случај е обврска и голема помош имам од сопругата. Повеќе таа ги работиме за садење, за наводнување двојцата работиме. Мене ми представува задоволство. Значи на некој начин се ги отргам мислите од она што сум
хендикопот за некого представува проблем, јас гледам да го избегнам тоа, затоа се занимавам со печарство, за да уживам, за да ги отргнам мислите, значи животот непрестанно тука. И би сакал да им препорачам на инвалидите, на сите други инвалиди, за да продолжи со животот, без разлика, дали ќе се занимава со одгледување на стекиња, дали ќе се занимава со нешто друго. За да продолжиш со животот, мораш да најдеш некоја смисла и за да продолжиш и понатак. Има една изрека на кинезите, ако сакаш да бидеш среќен цел живот, одгледувај цвеќе. И тие се може би во право. И јас сум цел живот со цвеќе, на некој начин, и мене ми представува задоволство без разлика на хендикеп. И ќе се занимаваме со него, со сопругата, се додека можеме двојцата, ќе продолжиме сами кај го одржуваме дворот и ќе продолжиме со тоа. Почитувани гледачи, ми беше огромна чест што бевме со екипата на Гарден клуб гости во градината на господинот Боби Величков. Навистина една мала оаза во бетонската џунгла. Пријателите на Боби, роднините на Боби тоа го знаат, а се надевам дека преку оваа снимка и вас ќе ви доволувиме барем дел од онаа убавина што има во оваа градина. Боби, уште еднаш ви благодарим. Благодарам и јас. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.